ВМРО, ДПМН и Гордана Силјановска не смогнаа сили да му честитаат на новиот председател Стево Пендаровски. Не се чувствувам како поразена, се чувствувам како наградена. Но затоа меѓународната заедница веднаш по прогласувањето на конечните резултати испрати низа честитки до новиот шеф на државата. Меѓу првите кои изрази задоволство од изборот на Пендаровски за нов председател на Македонија беше еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Честитката ја напиша на Твитер, каде порача дека со нетрпение очекува континуирана соработка за ЕУ реформската агенда. Му честитам на Стево Пендаровски за изборот за председател на Република Северна Македонија. Северна Македонија може да смета на континуирана поддршка од Европската Унија во нејзината интегративна перспектива што одговара на силните европски аспирации на нејзиниот народ. На честитките се приклучи и генералниот секретар на НАТО алијансата Јенс Столтенберг. Честитки до Стево Пендаровски за победата на председателските избори. Со нетрпение чекам да работам со вас за прием на Северна Македонија како 30-та членка на НАТО. Победата на Пендаровски не пропушти да му ја честита ниту австријскиот канцелар Себастијан Курц. Честитки на избраниот председател Стево Пендаровски. Ние ќе продолжиме со континуираната поддршка на вашата земја на патот кон членство во Европската Унија. Освен од меѓународната заедница, изборот на Пендаровски за председател му го честита и соседите. Шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева очекува новиот македонски председател да има различен однос кон Бугарија од неговиот предходник. Лично аз очаквам различно отношение, надявам се. Нещо, което той в предизборната кампания заяви. И му пожелавам успешен мандат. Пожелавам му да работи наистина за укрепване на неразрушими, бих казала, добросъседски отношения. Вчерашниот резултат на изборите го коментираше и алтернативната министерка за надворешни работи на Грција Сија Анагнастопулу, според која Северна Македонија стави крај на националистичкото минато на ВМРО и дека по Преспанскиот договор земјата покажува дека е одлучна да оди напред кршејќи ги сите националистички пречки.